Ако некогаш на ветеринарниот факултет во Скопје, кој постои речиси од осамостојувањето на Македонија, се запишувале по 70 студенти, сега на 6 студиски години има вкупно 100 студенти. Од година во година нивниот број е се помал. Во последниве 3 уписни рокови се пријавуваат едва и околу 20 до 25 студенти, вели Дејан Јанкуловски, декан на ветеринарниот факултет, кој е дел од првата генерација студенти кои завршиле и со носталгија се присетува на полните амфитеатри во кои идните доктори по ветеринарна медицина ги следеле предавањата. Како држава, веројатно ќе настави во ситуација дали во иднина ќе имаме доволен број на доктори по ветеринарна медицина. Такви се трендовите, отворени се границите на Европската унија, така да студентите, односно идните студенти може да се запишат и на други факултети во Европската унија. Затоа ние настојуваме преку подобрување на студиските програми, преку подобрување на условите на студентите да ги задржиме нашите студенти, бидејќи на крај на краишта тие што ќе дипломираат кај нас еден ден и ќе продолжат да работат на факултетите. Правиме се што можеме да ги задржиме студентите дома, вели Јанкуловски, со тоа што ќе им дадеме можност, доколку се добри и покажат квалитет, да останат кај нас, бидејќи постојано ни треба нов наставен кадар, асистенти и истражувачи. Тој се осврна и на причините зошто идните ветеринари заминуваат на студии во европските земји и што треба дополнително да направи државата за да се подобрат условите на Скопскиот ветеринарен факултет, што е она што недостасува. Потребно е навистина голем дел на инвестиции, како во простори, адаптација на просториите, значи клиники за големи и за мали животни, помошни модели со кои што студентите ќе работат на нив, меѓутоа и образовани наставен кадар кој што треба да ги следи барањата на курикулумот на ветеринарните факултети во Европа. Токму на 10-тиот конгрес на ветеринарна медицина, кој овој пат има меѓународен карактер, професори од европските факултети им посочуваа на македонските колеги како се одвива ветеринарната едукација, што е важно идните ветеринари да знаат, и му кажуваа на начинот на држење на настава од страна на професорите и кои се услови мора да се исполнат за еден факултет да ги задоволи стандардите кои се барат од Европската асоциација на ветеринарни здруженија факултети, чија полноправна членка тежи да стане и Скопскиот ветеринарен факултет.